Почитувана колешке, очигледно се најдовте најзасегнати во однос на тоа дека доцнењето во разгледувањето е одговорност ваша како председател на ова комисија и сакавте да релативизирате, односно најдобра одбрана е да го нападнете другиот кога сакате да заткриете врз основа на тоа што не сте го сработили. После се обидовте да кажете дека еднаш годишно биле должни да доставуваат извештај. Да, еднаш годишно е да доставуваат извештај, но што ќе ни нам извештај во 2023 година за 2021 година? Ништо немаме од извинувањата дека доцниме за подобрување на животот на граѓаните. Тоа, префрлување на одговорноста и дали тврдите дека тие се виновни што не доставиле на времено извештај. Извештајот е доставен согласно овие податоци кои што ние ги имаме добиено е на 18.5.2022 година. Денес сме 2023 година. Немате оправдување, затоа не навлегувајте во оваа тема, немате оправдување во однос на роковите за разгледување, меѓутоа, во однос на декларирање на други комисии, дали се разгледували извештаи или не, ние зборуваме за комисија на политички систем и односи меѓу заедниците. Зошто префрлате топка на друго место? Па власт ли сте на крајот или не сте? Што зборуваме сега? Сега зборуваме за други комисии. Кога оваа комисија не си ја исполнила обврската за разгледување, сега ние зборуваме за други комисии. Мислам дека е непринципиелно. Знаете дека никогаш не вмешувам други комисии и органи кога нема потреба за тоа, бидејќи во дадениот момент ние зборуваме за оваа комисија, зборуваме за една тема која што е од значење за секој еден поединец. И сега повторно релативизираме кога и самиот судски совет зборува дека немаме никаква ниту додадена вредност од трошењето на овие средства, односно имаме уназадување. И сега се надмудруваме во 2023 година, потенцирам уште еднаш, за она што се реализирало, односно што биле потрошени парите во 2021 година. Затоа не навлегувајте во оваа тема, бидејќи одговорноста е исклучиво на власта за тоа што не се разгледале на време на овие извештаи, немало додадена вредност во однос на буџетот во 2022 година, во најмала рака и во 2023 година. Од овој извештај, еве, го зборуваме во момент кога се реализира буџетот за 2023 година. Ако имаме некои забелешки за подобрување на оваа состојба, треба да се имплементираат во буџетот во 2024 година. Која е логиката? После 3-4 години да реализираме нешто, а доправа ова е жива материја каде што се менуваат состојбите и со законски решенија, и со имплементација на буџетските средства, секако и на единките кои што ги користат, и сега ние дополнително зборуваме за тоа кога ќе ги имплементираме. Затоа ќе ве замолам да најдобронамерно овие извештаи се разгледуваат, но и да имаме фидбек, односно заклучоци, што има прифатено во овие тела кои што ги разгледуваме извештаите, истите забелешки да ги пренесат на судскиот буџетски совет. Зошто? Бидејќи таму членуваат најодговорните за состојбата во правосудниот систем, односно во судовите и Академијата за суди и јавни обвинители. Оние кои што се најодговорни членуваат токму во овој совет. Не случајно, оваа тема е поврзана. Не можеме да ја разгледаме единствено како статистички бројки, толку вработени, уште толку ни фалат, Академијата не пресметала дека ни фалат, ама немаме одговорност. Да, доправа ќе имаме, кога ќе ги вработиме не знаеме и резултатот е во негатива, односно имаме уназадување. И уште еднаш потенцирам, не го зборувам ова јас, сите сте свесни дека ова го зборува, односно го зборуваат сите меѓународно релевантни институции кои што ги следат овие проблематики. Впрочем, и експертската јавност во Република Македонија повеќекратно го потенцира овој елемент и тесна алка во системот на функционирање на сите други државни органи во државата, а судството како посебен и независен сегмент кој што треба да допринесе за владење на правото. Затоа сметам, повторно потенцирам, ова ви го кажав добронамерно, а овие забелешки да бидат пренесени на судскиот буџетски совет и за тоа дека ќе дојде председателката, да, добро е да дојде, да поразговараме. Повторно потенцирам, вие сметате дека ако дојде, овде ќе зборуваме за што се случува. Да, ќе зборуваме со намера да се подобрат состојбите. Интенцијата на секој еден од нас е да имаме владење на правото и да се подобрат состојбите во целокупниот правосуден систем. Ви благодарам.